Контролата на летање на Скопскиот аеродром доби нов систем за менаџирање на авиосообраќајот. Според директорот на Македонска навигација Владимир Ристевски, ставањето во употреба на новиот систем е од големо значење за МНАВ и со него не се добива само нова технологија, туку се создава стабилна и современа основа врз која треба да се развива целиот систем во воздухопловната навигација. Со новиот ATM систем пред се ја стабилизираме МНАВ како давател на услуги во воздухопловната навигација и обезбедуваме повисоко ниво на сигурност, континуитет во давање на услугите, а ова е особено важно во период кога воздушниот сообраќај низ македонскиот воздушен простор бележи енормен пораст. Министерот за транспорт Николовски потенцираше дека ова е систем кој има долга историја и го пратела скандали. Набавката била започната уште во 2014 година, а договорот бил склучен во 2018 со италијанската компанија Леонардо. До 2024 година немало никакви активности, а со случајот се занимавала истражните органи. Вели слична е судбината и со радарот, за кој договорот првпат бил потпишан во 2022 година. И до 24-та немало никакви активности. Новиот радар веќе е на контролната кула и во моментов се вршат потребните тестирања. Во текот на септември или октомври месец ќе биде целосно ставено во функција, со што македонското небо ќе има највисок систем на контрола и највисок систем на безбедност. Со воведувањето на овие два системи, ATM системот и новиот радар, целосно го покриваме македонското небо на највисоко ниво што во моментов во светот може да се најде на контрола и на безбедност. Според Николовски, новиот ATM систем е од особено значење поради зголемениот број прелети над македонскиот воздушен простор.